Мислам дека нема никаква дилема дека ние тогаш направивме добра работа, затоа што не верувам дека колегите во собранието на ЗНМ што учествува тогаш кога се бараше декриминализација и одлуките на управниот одбор на ЗНМ беа погрешни, луѓето знаат што сакат. И ние само ги спроведовме тие барања на нашето членство. Сакаме да ги охрабриме судовите да продолжат со таквите пресуди. Да продолжат да ги одбијат најголем дел од тужбите за клевета и навреда, затоа што лично сметам дека колку што ја имам информации за какви постапки се работи, ја мислам дека судот кога би го почитувал законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда и судската пракса од Страсбург во почеток треба да ги одбија. Мислам дека од податоците што ги имаме од правниот застапник има еден позитивен тренд, затоа што ја колку што имам податоци и сознанија, во кривичните судови, и Филип тука може да потврди, вика, нас не ни беше дозволено да читаме, да цитираме пресуди од Европскиот суд, затоа што судовите таков став има, ова е Македонија, што вие ќе ни прочитате тука пресуди од Страсбург. Сега некои судови ослободуваат новинари и граѓани од клевета, од одговорност за клевета и навреда, повикувајќи се токму на тие пресуди од Европскиот суд. Мислам дека ако селективно ги презентираме податоците, се плашам дека во јавноста ќе се добие искривена слика и нема да се постигнат целите на извештајот. Трета точка на која би сакал да се да кажам неколку оценки околу прашањето за висината на доместоците. Добивам впечаток во Македонија дека по ова прашање ние не го лоцираме проблемот во вистинско место. Наместо да тврдиме дека во извештајот дека се работи за несоодветна примена на законот и несоодветна примена на судската пракса од Европскиот суд, ние тврдиме дека има високи надоместоци. Што значи тоа високи надоместоци? Дали значи дека ако Фокус беше осуден со надоместок од 600 евра, ние ќе ракоплескавме. Тоа е добра пресуда. За мене лично и 9 евра е висока казна, ако навистина нема клевета. Ако нема клевета, тужбата треба да се одбија, не да се оди понатаму и да се утврдува надомест за штета. Ја тврдам дека најголемиот дел од апсолутниот број тужбите кои што се по македонските судови, ако се почитува законот за граѓанска одговорност и судската пракса, треба да се одбијат. Затоа што во законот за граѓанска одговорност има десетина основи по кои судот може да ја одбие тужбата, иако утврдил дека постои клевета. Меѓутоа, поради тоа што постои повисок интерес, новинарот го ослободува од одговорност. И според тоа и нема основ за утврдување на штета.